Ке му успели на ВМРО ДПМН велишкиот рецепт за победа на изборите на 11 декември. Сетовите со лажни вести кои ги креираа млади велишани му донесоа гласови на новиот председател на Америка. По завршувањето на изборите, анализата на BuzzFeed News покажа дека лажните вести во последните 3 месеци од кампањата во САД имале поголем интерес кај публиката од вестите на итаблираните медиуми како New York Times, Washington Post и NBC News. Овие сајтови што објавуваа содржина за Трамп не беа во крајот на кампањата објавени, туку беа некаде на почеток на средина. Тоа се луѓе кои што заработуваат на интернет благодарение на мрежи со кои што сервираат реклами. Се што нив ги интересира е да доведат поголем број на луѓе на своите сајтови и да доведат што е можно поголем број на кликови на нивните реклами. Во потрагата да најдеш ниш тема, односно уникатна тема која што ќе ти донесе голем број на посетители, ќе имаш оригинална содржина, веројатно тие деца нели се обидувале да размислат и да тестираат што ќе поминува подобро едно или друго. Актуелна тема, политика, избори во Америка, од она што успеавме да го проследиме од нивните коментари и од коментарите на другите, дека тие се обиделе со неколку различни теми, со неколку различни политичари, на Трамп најмногу реагирале луѓе. Чисто, да речеме, бизнис одлука е тоа. Апсолутно не верувам дека тие имале каква и да е било политичка позадина. Нова откри 2 портали регистрирани во соседството. Сазнаемо РС во Србија и alo.com.hr во Хрватска. Овие сајтови се регистрирани на 15 ноември. Има објавено идентични 3 содржини за Заев, Сорос и Хилари Клинтон, а веќе на големо нивните текстови ги споделуваат членови или симпатизери на ВМРО ДПМН. Нова откри дека зад овие портали стои фирмата New Media Enterprise, регистрирана на улицата Васил Ѓоргов, број 24 во Капиштец, а собственик е Ѓорѓе Попѓорѓиев од Берово. Попѓорѓиев е вработен во маркетинг на провладиниот портал Пулс 24, а се јавува и како администратор и на други сајтови, но истрагата на Нова покажа дека всушност прв собственик на фирмата New Media Enterprise бил Филип Петровски, директорот на Државниот архив и човекот неформално задолжен во ВМРО ДПМН за медиумска кампања на социјалните мрежи. Нова беше на адресата Васил Ѓоргов број 24, но соседите велат дека прв пат слушаат дека тука има некоја фирма, а соседниот стан пак е оној кој во 2014 беше актуелен по групата регистрирани гласачи од Пустец. Ако се прославија со гласачите од Пустец, сега ги чека нова слава како локацијата за штаб за креирање на портали за лажни вести кои ќе допринесат за валка на кампања. Во ситуацијата со Америка, мотивацијата на креаторите е заработка, во оваа ситуација е крајно политичка и тоа се гледа од авион, да речем. Така да, дали може или не може да се измами публиката локално со некои такви невистинити сајтови, апсолутно може. Мислам, ние бевме сведоци во изминативе години кога се почна да се појават онакви сајтови со лажни вести, каде што беше јавно назначено дека се тоа лажни вести, Breaking.net, Cosa Nostra и така натаму, каде што медиумите наседнуваа на тие информации. Така да, таа пракса на Onion МК, на Newsnet регионалниот, на Newsbar во Хрватска, каде што нели се пласираат такви лажни информации, поминува како вистински информации. Ова беше првата лажна вест објавена на новокреираните портали. Иако лажна, веста ги зовре партиските страсти и успеа да им се продаде како вистина. Страмоте, како дискусам јас да кажам сега усред Грција дека Грција ќе ја делиме, така и тој го збори тоа. Ќе ја делиме Македонија. За кој се однесува? За Заев. Може некој дискусија да ти кажам да го каже тоа ќе ја делиме Грција. Прво, јас сум струмијанец, он не е струмијанец. Он е од селото Муртино. Тоа да знаете, јас сум од Пеци фамилија. И станој. Си одио тука бе. Тој е нон со грата. Таков човек не ни треба нас. Но ова не се единствените портали. Нова ТВ дознава дека се подготвуваат и други, кои наскоро ќе станат активни. Еден од нив е регистриран на 14 ноември. Тоа е порталот јавно.мк, а според документите од Централниот регистар, за овој сајт стои Друштвото за маркетинг и услуги New Media Advertising, открива Паланка. Собственик на фирмата е Даниел Јакимовски, вработен во владата и брат на Емил Јакимовски, портпаролот во Централен регистар како кадар на ВМРО ДПМН. Истата стратегија како и ВМРО ДПМН ја применува и братската партија ДУИ, но ова откри неколку нови портали на албански јазик кои треба да привлечат гласачи за ДУИ.
Најголем дел од нив се регистрирани непосредно пред почетокот на кампањата. Двата портала се поврзани со роднини на високи функционери на ДУИ. Булдиовски вели дека стратегијата со лажните вести не е наивна, зошто и претходно се покажа како добра. Една вест создадена на некој од провладините портали, потоа бомбастично се пренесува на националните телевизии. Ние сме сведоци со години назад во Македонија дека постојат медиуми кои што постојат само за да во дадена ситуација пуштат некаква балон информација која што понатаму во ланец ќе ја преземат следен медиум, за на крај кога ќе стигне до некој голем медиум, да речеме национална телевизија, кој ќе каже тој објавува, тој одиш таму вика другиот објавува, третиот вика четвртиот објавува, да не можеш да откриеш ти од каде потекнала информацијата. Нова веќе правеше истражување и има изворни сведоштва од уредници и новинари за тоа како се создава и шири пропагандата на ВМРО ДПМН и колку е опасна. Имало ситуација да ТВ вестите, вечерните, централните, ударни ТВ вести на националните телевизии, целите вести да бидат јавува порталото Вој, јавува порталото Ној, мислам станува збор за порталчиња што имаат неколку вработени за разлика од националните телевизии кои имаат 100, можеби 150 вработени. 90% од уредниците во провладените медиуми добиваат на СМС добиваат такви пораки. Со редоследот на вести на телевизиите, на дигиталните портали, значи со она што треба да се емитува во јавноста. Дури има некаква хиерархија направена по вестите, се знае, ако е премиерот ќе оди прво, ако е втор ќе оди Ставревски, трет ќе оди министерот Тодоров и така натаму. Значи има веќе воспоставено хиерархија како ќе се емитуваат вестите. ВМРО ДПМН како партија е позната по пропагандната машинерија и разните методи со кои се служи во медиумите за да влијае на мислењето во јавноста. На овие избори ќе се обиде да го примени велешкиот рецепт за влијание на граѓаните со вести од странство, бидејќи поради Пржинскиот договор, македонските медиуми ќе бидат под специјален мониторинг. Но кога медиумите не се во Македонија, тогаш одговорноста е недостижна.